Почитувани присутни, денес ќе бидат промовирани 3 научни книги во издание на Институтот за македонска литература. Станува збор за делата Културното наследство и вредносните канони од Маја Јакимовска-Тошик, Културните икони и македонското културно наследство од Валентина Миронска-Христовска и Хуманологија од Африм А. Реджепи. И сега ќе ја поканам директорката на Институтот за македонска литература, Наташа Аврамовска, да ви се обрати. Драги колешки и колеги, драги пријатели, најнапред сакам на сите да ви се заблагодарам за честа што со вашето присуство ја умножувате радоста на нашата денешна промоција на авторските изданија од минатогодишната издавачка дејност на Институтот за македонска литература. Особена благодарност сакам да изразам до Елена Јованова-Груевска, директорката на Институтот за македонски јазик, чисто поддршка и пресретливост возможија да се сретнеме денеска овде во овој убав простор и да чествуваме заедно. Секако нашата благодарност ја упатуваме и до Министерството за култура, со чија што поддршка минатата година беше издадена минатогодишната научна и издавачка продукција. Покрај другите наши изданија од минатогодишната научна дејност, имено списанијата Спектар, филолошки студии и контекст, потем зборниците од проектите и научните собири, кои што даваат преглед или панорама на здружените промислувања на зададена тема, или пак преглед на актуелните аспекти од интерес на книжевната наука и воопшто интердисциплинарниот хуманистички период, авторските изданија ни допуштаат подлабок увид во преокупациите на авторите во потесното подрачје на нивната експертиза и ни го осветлуваат актуелниот хоризонт на проблемите што денес во даденото подрачје им се наметнува ним лично, низ призмата на нивниот индивидуален загреб, но и низ призмата или призмите на идентитетските групни стојалишта и нивни сопоставувања во рамките на книжевноста и нејзиниот развој, естетиката и воопшто хуманистиката. Оттаму особената важност и значење на овие монографски изданија во кои што се огледува севкупноста на мигот на денешницата низ оптиката на знаењето. За да не должам, веднаш ќе ни посакам нам еден заинтригиран час на будност пред верувам вдахновените излагања на денешните промотори, колегите Илија Велев, Славчо Ковиловски и Александар Прокопиев, кои ќе говорат за книгите на Маја Јакимовска-Тошич, Валентина Миронска, како што веќе слушнавте, Христовска и Африм Реджепи. Ви благодарам за вниманието и ја враќам палката на нашата модераторка Елена Кузманова. Ви благодарам. Сега го поканувам Илија Велев да одржи промотивна реч за книгата Културното наследство и вредносните канони од Маја Јакимовска-Тошик. Благодарам, почитувани директорки, почитувани присутни, почитувани авторки и почитуван автор. Ја имам таа чест да го отворам промотивното излагање за првата книга што е предмет на денешната промоција под наслов Културното наследство и вредносните канони од професор доктор Маја Јакимовска-Тошик. Како што веќе напоменав, предмет на нашето денешно промотивно и критичко културолошко осврнување е најновата книга на професор доктор Маја Јакимовска-Тошик, која во изминатата година излезе од печат како изданија на Институтот за македонска литература во Скопје. Станува збор за 7-мо посебно, односно самостојно издание во форма на научна книга од авторката, а кон нив се надоврзуваат и други 4 нејзини коавторски впечатливи изданија. Нејзините издадени книги во периодот меѓу 1997 и 2021 година, заедно со другите околу 200 објавени студии, прилози и статии во научната периодика во Македонија и во странските центри, како и во бројните меѓународни научни зборници и слично,
ја подредуваат меѓу веќе потврдените авторитети од областа на книжевната историја и културната традиција. Особено во последната 1,5 деценија од нејзиниот научно-истражувачки и академски растеж, Маја Јакимовска-Тошик се истакна како суверена авторка која сериозно успева да ја одабере актуелноста на темите кои ги истражува или кои културолошки ги интерпретира и со собствен критички аспект ги проценува и ги оценува. Во истражувањата секогаш настојува да долави малку познати факти, подкрепувајќи ги со собствени заклучоци и ставови. За одбележување и тоа што во поново време незината истражувачка и професорска ориентација се понагласено се насочува кон феноменот на глобалните културолошки процеси кои директно или индиректно се одразуваат и врз развојот и врз афирмацијата на македонскиот културно-историски идентитет и современ колективитет. Своевиден куриозитет е што трите книги со колективното авторство, а над се 6 од 7 нејзини самостојни авторски книги, се во издание на Институтот за македонска литература, освен 5-та книга Книжевни и културни модели во македонската средновековна литература, која беше објавена 2013 година, како самостоен издавачки проект на авторката, поддржан од Министерството за култура. Тоа ја потврдува посветеноста на авторката своите истражувачки достигнувања да ги презентира и да ги афирмира преку научната институција која и самата ја раководеше во својство на нејзин директор. Во новата книга на професор Јакимовска-Тошик застапените прилози се подредени и се осмислени, концепирани преку самиот наслов на корицата, во кој се сопоставени една наспрема друга две современо мобилни и културолошки функционални синтагми – културно наследство и вредносни канони. Културното наследство директно ја пробудува културно-историската меморија од минатото и ја доближува до културолошкото сваќање во современоста. Презентираните содржини во истражувањата на авторката најдиректно не упатуваат на согледбата дека преку културното наследство се црпи моќта за активирање на личната и на колективната културна меморија, во чие восприемање истовремено се регенерира минатото и се гради културниот свет кој престои да се доживее. За нас токму ваквите аспекти на восприемање и на толкување се движечката идејна форма за градење на нов современ хуманизам, во чијшто фокус на внимание е човекот поединец или националниот колективитет, активно вклучени во пошироката развојна дестинација на современиот глобален свет за културно прелевање меѓу народите. Затоа пак синтагмата вредносниот канон, од кого зависи и страјноста на културното наследство во современоста, представува цивилизацијски стекнат амбиент изграден од создадени вредности во минатото, кои во сегашноста на нашево време треба да поттикнуваат нови, па дури и ангажирано приспособени културолошки процеси на превреднување. Она што е карактеристично за погледите на авторката во книгата е тоа што за неа вредносните канони во односот на културното наследство не представуваат анахрона перцепција како за доживеан идеал. Туку, истражувачкиот пристап се позиционира во принципот на културолошките периодично симетрични вредности, како што се преку вредносниот одраз на културниот наследен артефакт во современоста, но и преку гледната точка на современиот восприемач, кој ја потврдува непосредната доживеана вредност на културното наследство. Во книгата на професор Јакимовска истакнато се нагласува општиот впечаток дека досега културното наследство главно се детерминираше низ аспектите на презентирање културни добра кои имаат влијателно значење за општествениот и за културниот развој на народите и на нивните културно-историски идентитети. Затоа и во толкувањата таа се определила да применува современи теоретски принципи при третманот на културното наследство, посветувајќи го истражувањето и низ призмата на популарните или на масовните културолошки интеракции и рефлектирања. Ваквиот пристап се забележува во прилозите од сите три тематски циклуси:
предметно кохезивни и културолошки интерактивни во структурната мобилност на целосната содржина во книгата. Првиот циклус современ теоретски пристап во третманот на културното наследство, вториот културна промоција на градот Скопје и трето културни рути. Преку наведениве циклуси се проследени 8 предметно специализирани и тематски меѓусебно поврзани културолошки прилози, распоредени по структурен принцип 2+4+2, репрезентирани паралелно на македонски и на англиски јазик. Напоменуваме и тоа дека во првиот прилог од вториот циклус, насловен како Урбаниот концепт на македонските градови во рамките на османската култура, авторката ги интегрира теоретските и културолошките погледи и аспекти заедно со незината колешка професор Валентина Миронска-Христовска, чија што најнова книга исто така е предмет на денешниот заеднички промотивен повод. Првиот циклус во книгата содржи 2 студии со кои повеќе слојно се надоврзува третманот на културното наследство преку неговата физичка, односно предметна, но и естетска природа на валидност и на значење. При тоа се надополнуваат и толкувањата на нематеријалните аспекти како духовно значење или како културна важност за засегнатиот колективитет кој црпи традиционален однос од незините идентитетски извори. Се укажува и на различноста во третманот на културното наследство во зависност од периодичната и од локалната дистанца на нејзино третирање, па дури и вреднување. Тоа значи дека е потребно да се идентификуваат и специфичностите на одразот на културното наследство кои учествуваат во креирањето на глобалните и на потесно националните културни политики. Посебно е за одбележување што авторката нагласува дека во 90-тите години на 20-тиот век поттикнувањето на историската свест и актуелноста на постколонијалната теорија, како и третманот на културата како хибриден феномен, интерактивно овозможија и креирање на нови пристапи во теоретските проекции за културното наследство. Од друга страна пак, не се запоставува и фактот дека постмодернизмот со себе наметна нови трендови, како например оние на музеализацијата и на културниот туризам. Тоа придонесе при третманот на културното наследство да се наметнат нови предметни интересирања, какви што се одржливо и стратешко управување со културното наследство, афирмацијата на истото преку туристичките форми на понуди и така натаму. Застапените 4 студии од вториот циклус во книгата се посветени на феноменот на културната промоција на градот Скопје во контекстот на богатата културна традиција во него и во неговата околина, но и од пошироката општествена позиција на град престолнина, во кој треба да се осмислуваат активни форми за заштита и за популаризација на скопското културно наследство, а тоа да биде во насока за истакнување можни дестинации за развој на културниот туризам. Авторката се задржува и врз конкретните дестинации за развој на културниот туризам врз основа на богатата духовна и културна традиција на средновековните споменици, Марковиот манастир и манастирот Матка кај Скопје. Посебно внимание се посветува и на проследувањата за урбаниот концепт на градот Скопје, каде што известно значење имаат и културните споменици од отоманскиот период. Тука ги набројуваме Даот Пашиниот и Чифте Амамот, а новите Куршумлијан, Сулијан и Капијан, Старата чаршија, Безистенот и Камениот мост, Султан Муратовата џамија заедно со Саад Кулата, Мустафа Пашината џамија и така натаму и така натаму. Овие културни споменици дополнително го збогатуваат мозаикот од цивилизации и култури, кои како интеркултурни слоеви само ја праваат поатрактивна културната промоција на градот Скопје. Застапените студии во третиот тематски циклус се обединети во контекстот на повеќеслојната синтагма културни рути, преку кои се представува потенцијалот на македонскиот духовен и културен амбиент со изобилството на културните споменици и со разноврсните уметнички остварувања како наследени вредности од минатото, а културолошки стационирани и во современоста. Ваквата проследувачка трансверзала
е проектирана со македонскиот културно-историски континуитет, преку кој се рафинирала цивилизацијската симбиоза на древните ранохристијански со кирило-методиевските сесловенски цивилизацијски партиципации една со друга. Фокусот на древните интеркултурни прелевања во Македонија највпечатливо се концентрирал во Охрид и во неговата непосредна околина, кој во културните туристички понуди се препознава како извор за протек на тамошниот развој на општохристијанските и на сесловенските цивилизацијски и просветителски надраснувања. Вака структурирана и тематски артикулирана книгата на професор Јакимовска-Тошик има јасна културолошка порака дека истакнувањата на вредностите на културното наследство зависат од низа однапред општествено проектирани фактори, како што се посебност, раритетност, побарувачка, древност и слични на нив, а не помала е и улогата на местото на политички конструираната важност за определена заедница или за посебно детектирана област и место. Затоа и терминот вредност од глобален аспект авторката го толкува како одраз на субјективноста. Имено, различните култури имаат и разновиден однос кон презентација и кон афирмација на посебните национални културни препознавања. Некои од нив ја фаворизираат традиционалната практика на религиозни доживувања, а други му даваат предност на споменичкото обележување како туристичка дестинација и како дестинација за непосредно импресивно доживување. Треба да се издвои уште една клучна констатација на авторката, дека преку современата глобална демократизација на видот и на интензитетот на вредностите, како и при пошироката анимација на учесниците во процесот на третманот на културните добра, афирмацијата на културното наследство доживува уште послоевита општествена трансформација. На крајот ќе истакнеме дека интердисциплинарните и контекстуалните пристапи за проследување на културното наследство, позиционирани како одраз на глобалните културолошки процеси, суверено ја понудуваат книгата на професор Маја Јакимовска-Тошик «Културното наследство и вредносните канони» како актуелна, провокативна за читање, но и над се како изворна книга. Благодарам. Сега ја поканувам и авторката на промовираната книга, Маја Јакимовска-Тошик, да ви се обрати. Почитувани присутни, драги колешки и колеги, многу ми е драго што еве дојдовте овде, па сите заедно да ја споделиме оваа мала радост кога една книга ќе се појави и кога веќе ќе треба да го најде и својот пат до пошироката читателска публика, како дел од една програма исто така на Институтот за македонска литература во 2021 година. Она што сакам пред се да го напоменам овде што е дека јас веќе не би можела ништо ново да кажам за оваа книга, после оваа прекрасна рецензија на мојот колега Илија Велев, кој што навистина ги засегна сите важни и суштински аспекти на она што јас сакав да постигнам со неа. А јас тргнав од една позната и популарна мисла на Ловентал, кој што во третманот на наследството и на културното наследство и во неговото место и улога денеска во општеството кажа една максима, тоа е дека културното наследство денеска е насекаде. Го среќаваме во вестите, во филмовите, на пазарот. Тоа е фокус за патриотизмот, меѓутоа и фокус за туризмот. Па сите сме се надвиле над едно културно наследство со некакво тажење, било тоа да е факт или фикција. Самата оваа мисла открива или ви нуди еден нов пат како да гледате на културното наследство, како да го препрочитате, како да го препознаете и како да ги согледате тие културни вредности нови или канонски, од една страна канонски, а од една страна нови, популарни, масовни, кои што и како се лепат врз она што представува еден канон
канон на наследството и што при тоа ни отвора една друга перспектива во негово согледување, особено визави новите тенденции кои што го загрозуваат светот денеска, тоа се индустриализацијата, урбанизацијата, масовна употреба на ресурси, демографски раст, миграции и така натаму. Сето тоа, губење на артефакти. Тоа се суштински прашања кои што ние и текако ги согледуваме денеска како еден своевиден проблем наталожен, меѓутоа и нешто што представува поле за обсервација, за разработка, па и за некаква препорака. Секоја книга е индивидуален труд. Потребно е доста еден макотрпен процес на работа, на истражување, на средување, особено крајот, со сите оние детали, со преломи, со лектури, со ревизии, со додавање на број на страни некаде каде што недостасуваат, со недостаток на референција и така натаму. Меѓутоа, кога книгата ќе се појави, таа секогаш е една голема радост. Од друга страна, не можам да го исклучам и тој своевиден, да го кажам, колективен влог во секое издание. Особено нашите во Институтот за македонска литература. Многу ми е драго што колегата Илија Велев го кажа тој факт дека моите книги излегуваат под логото на Институтот за македонска литература, бидејќи внатре навистина постои едно креативно поле во кое што сите ние дискутираме пред да ја создадеме книгата. Меѓу себе комуницираме и ги разменуваме сите оние, да кажам, идеи, креативни идеи за тоа како една книга настанува или кое е тоа влијание кое што делува врз вас кога ја креирате идејата за книгата. Значи, мене многу ми е драга оваа книга, бидејќи самата таа продуцираше некои културни рути. За некои од текстовите кога настана се отиде некаде во некој друг културен центар, како што е во Словачка, или ги поврзавме мостовите меѓу Скопје и Истанбул. И овие замислени имагинарни или реални културни рути најдоа и еден одраз во едно мое поглавје тука во самата книга. Дозволете ми на крај да ви се заблагодарам на сите, пред се на рецензентот Илија Велев, навистина кажа такви големи работи и за самата книга, па и за нешто што представува наша навистина долготрајна соработка во Оделението за македонска литература во Институтот за македонска литература. И сметам дека една ваква соработка само креативно влијае врз сите овие резултати кои што заедно ние на некој начин и во индивидуална смисла ги продуцираме под логото на Институтот. И дозволете ми уште да се заблагодарам и на целиот тим на Институтот за македонска литература, па и на директорката Наташа Аврамовска, која што од минатата година воведе една ваква убава пракса, индивидуалните изданија посебно да ги прикажеме, на целиот тим за техничката поддршка во реализација на самата книга. И дозволете ми да му се заблагодарам посебно на Крсте Господиновски за идејното решение на мојата корица. Ви благодарам на сите уште еднаш за присуството и еве да споделуваме заедно заеднички идеи и нивни реализации. Ви благодарам. Сега го поканувам Славчо Ковиловски да се осврне на книгата Културните икони и македонското културно наследство од Валентина Миронска-Христовска. Благодарам. Како што беше кажано, јас ке зборувам за една многу интересна книга. Па ви почнал со констатацијата дека во годината кога се одбележуваа 100 години од раѓањето на македонската културна икона Блаже Коневски, професор доктор Валентина Миронска-Христовска ја објави книгата Културните икони и македонското културно наследство, со што даде свој придонес во афирмирањето на овој значаен јубилеј, но исто така и за афирмирањето на дејноста на Институтот за македонска литература, каде што во рамките на културолошките студии во книжевноста го предава предметот македонски културни икони. Истовремено, Миронска-Христовска даде основа за понатамошно напредување на сваќањата за она што може да се подразбира, да се смета и да се биде културна икона. Во нашиот случај станува збор за градби, ликови, имиња и концепти од 19. век кои што били и останале препознатливи
како своевидни брендови низ историјата. Да се биде културна икона значи да се биде препознатлив. Препознатливоста во македонската културна средина за која што пишува Миронска Христовска се однесува на постигањата на еден човек во општеството, кој што може да биде во културата, во спортот и во науката, во неговите активности и во верувањата. Препознатливоста се однесува и на градби кои станале белег за идентификација поврзани со религијата и со културниот идентитет. Овие национални, но и регионални македонски белези означуваат одредени вредности кои обединуваат. Тука ќе направиме една дигресија, дека ако за французите културни икони се Александар Дима, таткото и синот, Виктор Иго и Ефеловата кула, ако за англичаните се Универзитетот Оксфорд, приказната за трите мечки Биг Бен, тогаш за македонците, како што наведува авторката, културни икони се Бигорскиот манастир, Охридската архиепископија, Дичо Зограф и Конески. Како што може да се заклучи од самиот наслов на книгата, авторката се задржува на некои од најзначајните представници и рефлексии од богатата македонска културна историја. Книгата се состои од 3 дела. Културните икони од 19. век, Скопската културна рута и културните икони во 20. век, како и воведен дел надвор од циклусите, со вкупно 15 научни согледби. Ке повториме, бидејќи книгата е објавена во годината кога се одбележува 100 години од раѓањето на македонската културна икона Блаже Конески, а едноставно и поради значењето на делото на големиот македонски поет, преведувач и научник Миронска Христовска започнува токму со омаш за Блаже Конески. Текстот е наменски искористен наместо вовед, ги отсликува предизвиките со кои се соочувал Конески, но дава и насоки кон што ќе биде свртен интересот на авторката во понатамошното читање. Првиот дел, насловен како културните икони од 19. век, е сочинет од 6 текста. 1000 годишнината светост на Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител, ставови за македонскиот јазик во културната и националната природба, културниот идентитет и политиката, Кирило-методиевската традиција и борбата за Охридска архиепископија подвижници на македонската културна природба, рефлексиите на културно-историските премрежиња во македонската современост и културната икона Дичо Зограф. Во овој дел авторката се задржува на наставни процеси од кои произлегле низа личности кои ставиле белег во македонската култура. Во прв ред Анатолий Зографски, Партени Зографски, Дичо Зограф, Јордан Хаджи Константинов Джинот, Ѓорѓе Пулевски, Војдан Чернодрински и други. Со силна нагласка на црковните центри како жаришта на писменоста. Во прв ред тоа се однесува на Бигорскиот манастир, кој авторката го нарекува светилник на македонската природба, од кој произлегол култ кон манастирот и на Охридската архиепископија како продолжувач на Кирило-методиевската традиција во Македонија и главен заштитник на народниот македонски јазик. Вториот дел е насловен како Скопската културна рута и е сочинет од 3 текста. Книгите како културно наследство во библиотеките и читалиштата на градот Скопје, 16 до 19 век, улогата на Скопската културна рута од 19 век во развојот на културниот туризам и аспекти на модерната историја на Скопје и Истанбул. Самиот наслов во овој дел не упатува на истражување поврзани со минатото на Скопје. Видувањето на градот се дадени преку очите на Евлија Челебија, преку просветниот ангажман на Кара Трифон и преку неговата книжарница, преку скрипторските и книжевни центри во градот и околината, како на пример Виргинскиот манастир, манастирот Свети Пантелеймон во Нерези, манастирот Свети Димитрije или Марковиот манастир во Сушица и така натака. Современата Скопска културна рута, забележува Миронска Христовска, без разлика од каде и да се тргне, ја цитирам, пред нас отвара перспектива на една вонредна временска културна прошетка. Во неја влегуваат античкиот град Скопи, старата Скопска чаршија со Даут Пашидниот амам, Куршумлијан, Чифтамам и други места, како Камениот мост, Тумба Маџари, Идадија, Ристичевата палата, музеот на градот Скопје, односно старата железничка станица, а согледбите продолжуваат се до компаративните видувања за Скопје и Истанбул. Третиот дел е именуван
културните икони од 20 век и ги содржи следните 5 текста. Европските интелектуалци за македонското прашање од крајот на 19 и почетокот на 20 век, македонски работи за македонска културно-историска традиција, во светот на семоќната игра на зборот на Ванчо Тушевски, меѓу алтруизмот и себичноста и ганевите сигнали до потомството. Во овој дел, меѓу другото, се проследени научните ангажмани и достигнувањата на Блаже Ристовски, Ванчо Тушевски и Гане Тодоровски, кои со своите научни опуси, преку фактографско и аналитичко проследување, ги разјаснуваат и расчистуваат наталожените контроверзни прашања, но даваат и свој придонес кон обобштување на имиња и настани кои воопшто не биле познати на македонската научна јавност. Од рамките на ваквите анализи се издвојува текстот меѓу алтруизмот и себичноста, кој цели на изместените морални и етички норми во денешницата, напишан на јасен јазик, со цврсти ставови во однос на прашањето за алтруистичката, наспроти објективистичката етика, на парадоксот на егоизмот, исчезнувањето на етичкото и сето тоа преку апликативните примери во книжевните дела на Пустина на Ѓорѓи Абаджиев, парадоксот на Диоган на Томе Арсовски и 21-иот на Томислав Осмали. Лесно препознатливиот начин на пишување на Валентина Миронска Христовска во книгата Културните икони и македонското културно наследство е производ на историски, книжевни и книжевно-историски анализи, надополнети со компаративни согледби, надоградени со филозофски погледи, налеани со морални и етички видувања и се изградени врз широки познавања на настаните процесите од минатите времиња и денес. Авторкот упатува на најважните ликови од книжевноста и уметноста, но и од црковниот и јавниот општествен живот, кои со права може да се наречат македонски културни икони. Без разлика дали станува збор за стихови, уметнички портрети или други асоциации, тие се лесно препознатливи и како такви авторката Валентина Миронска Христовска ни ги предочува со надеж, како што вели таа, да се сочува и да се продолжи долговековната македонска културна традиција. Во оваа прилика јас честитам на изданието и посакувам многу здравје, живот, понатамушни успеси и да се читаме со нови книги. Благодарам. А сега ја поканувам и Валентина Миронска Христовска, авторката на книгата, да ви се обрати. Добар ден, почитувани колеги и мои драги колеги. Може би, така, нескромно ќе звучи, не сум многу љубител на мои промоции на книги, ја сакам да посетувам други промоции. И за оваа промоција и за посетеноста на оваа промоција морам да се заблагодарам, значи, на мојот институт, односно на организаторите, на директорката Наташа Аврамовска и тимот околу неа, посебно на колегата Гоце Смилевски, кој што беше ангажиран да го направи овој свечен чин. И морам да дополнам тука и на колешката Маја Кимовска-Тошич, која што и без тоа што работуваме постојано околу нашите теми, меѓутоа таа беше движечката сила за да ве собере и анимира тука сите на овој настан, затоа што е неуморна во покрај нејзината работа и да вложува енергија во дружбата, што мене малце таа енергија ми отсуствува, искрено морам да признам. Инаку во однос на темата и на насловот на книгата, потекнува од 2011 кога во Охрид во рамки Институтот за македонска литература го организираше 4-тиот меѓународен симпозиум, 4-ти, 5-ти, не знам, добро, на Европската мрежа за компаратистички студии и во која што навистина имавме огромен број на учесници, тука беше и Владко Мартиновски во организација, нели, и него му се заблагодарувам. И во низата различни сесии имаше една која што беше специјално организирана како округла тркалезна маса и каде што бевме определени токму јас и колешката Маја да учествуваме, а темата беше националните културни икони во современата литература. Тогаш јас започнав да истражувам за моите
нели, вака со животни партнери, да речам, од 19-тиот век, бидејќи сум предана целосно на него. Да талкам по современата, се навратив на современата литература, на песните, романите и така натаму, за да откриам кој се напишал за Приличев, Жензифов, Джинот, Мисирков и да не ги бројам сите. Најдов огромен број на творби и дури на самиот настап таму, една колешка од Словенија забележа дека па ние во Македонија сме имале па премногу, дали имало потреба од сите тие имиња да бидат споменати. Тогаш дојде до, осознав дека на вистина нашето културно наследство е богато и дека тие луѓе на вистина заслужуваат една посебна почит. И од тога тргнаат тие мои текстови, не во рамки, значи, на проучување на естетски, теоретски, литературни вредности на нивните литературни творби, туку повеќе во рамки на нивното значење и улогата во националната и културната преродба на македонскиот народ, бидејќи тие ги воспоставија темелите на зацврстувањето на македонскиот идентитет во 19-тиот век, а пошто и постојано сум во потрага, нели, на континуитетот. И затоа во завршниот дел од книгата посветив едно парче, да речам, за културните икони од 20-тиот век, бидејќи ние живееме во 21-виот. Во сите овие истражувања постојано ми се надврзуваше дека професорите, наши писатели, во 20-тиот век пишувале, значи ги вградувале тие личности во литературните творби од 19-тиот. Некако чувствувам должност дека ние во 21-виот мора да го направиме тоа не само за од 19-тиот, туку токму и од 20-тиот век тие клучни фигури кои што ни го овозможија сето ова да го имаме денеска како културно наследство. И тука како најголем аманет ми остана и вака ме поттикнуваше и едни зборови ме поттикнува од поетот, сега ќе речам, не мојот професор, Гане Тодоровски, кој што во песна насловена Фуснота без повод вели да ја научиме Македонија да ги почитува умрените и да ги врати коските на своите Чуповски, на Мисирков, на сега кој беше точно се, не можам на Мисирков, да ги врати добро и да ги положи покрај коските на Гоце Делчев. Значи неговата, бидејќи јас не можам да ги вратам коските ниту на Чернодрински, ниту на Мисирков, ниту на Петров, таму беше исто Ѓорче Петров споменат. Затоа само почувствуваше една обврска да пишувам за нив и да оставам нешто трајно за нашите идни генерации. Ви благодарам многу. Сега го поканувам Александар Прокопиев да говори за книгата Хуманологија од Африм Реджепи. Секогаш, прво лично да кажам, чувствувам големо задоволство кога гледам толку драги и лица меѓу публиката, особено кога ги гледам своите пријателки и пријатели од Институтот за литература, што покажува една старогрчка, би кажал, максима, односно класична максима, дека разноликоста и разнообразноста се вистинско богатство. Нашиот институт, и сега тоа го покажуваме преку овие промоции на книгите, е дружба на умови независни и своји, понекогаш и своеглави, а тоа е нешто што е богатство на дружбата. Во таа смисла, јас имам голема чест да ја на некој начин да промовирам најновата книга Хуманологија на професор доктор Африм Реджепи, мој почитуван и долготраен колега и пријател. Со досега објавените дела, меѓу кои да наведам некои: естетика на играта, деконструкцијата и естетиката, потрагата по хармонијата, доктор Африм Реджепи ја докажа доследноста на својата мисла и длабока внесеност во естетиката, во прашањата на естетиката. Тоа што го одредува и што е една
би рекол, модус негов во науката, па и во животот, ке видиме и од оваа книга, е доследноста кон естетичките прашања, дилеми и соочувања. Во таа смисла оваа книга Хуманологија навестува уште една многу значајна етапа во неговиот развој како естетичар, затоа што во времето на критериумските слаломи, ова е неопходна студија за осмозата меѓу Homo естетикус и Homo faber. И затоа е секогаш актуелно, особено сега и денес, кога мокните, или би рекол се мокните теории на постструктуралистите, деконструктивистите, со такви мокни представници, всушност зафатија огромен временски период. И кога ги гледате хронолошки, кога го гледате хронолошки развојот на естетичките мислења и движења, ова е еден многу мокен владетелски период на Дерида, Рикер и сега да не ги редам сите, кои остварија огромно влијание и огромна власт врз естетичките толкувања на веќе долготрајниот современ свет. Меѓутоа, овој современен свет бара некои нови предлози за потрака по вреднување на убавината и почита кон неа, што е уште поважно, во сообразност со креирање на една друга хуманистички еден аспект на или човечност на нашето постоење и како суштества и што е поважно како естетски уживатели. Дали предизвикот, вели Режепи во својата книга, дали предизвикот на кибернетичкото општество, соочувајќи се со хуманистичките вредности, а во нивен склоп и со естетските, нормално, ќе отвори нови можности за освежување, продлабочување на хуманистичките и естетски одговори, или тие се повеќе ќе бидат во интересот на технолошки супериорниот свет. Една од дилемите што авторот Реджепи се обидува да ги протолкува и да ни ги приближи низ две, ја мислам, многу интересни пристапи естетски од најновата доба, и тоа го прави со внесеност не само научна, која е очевидна, туку и со една, би рекол, срцевидна приврзаност кон материјалот, што посебно ме радува, затоа што се работи за научник и пријател кој го ценам пред се. Значи, тука има два дела од книгата, ќе го искористам времето, малку може и ќе го пречекорам, но ми е интересно да кажам колку овие изложувања на новите пристапи ме инспирира. Значи, првиот дел од книгата носи насловен е како универзални теории и според Реджепи се станува збор за теории, иако тој останува како автор верник на фундаменталноста на естетиката, но ги сообразува новите полиња и би рекол и отпори во однос на оваа поранешна мокна естетска, веќе не е ни струја, него доминација во нашето време. Значи, првата е студијата за така наречената природна естетика, особено, тоа веројатно веќе многу од вас го знаат, за основоположникот и за човекот кој внесе стварно една позитивна збрка во естетските овие размислувања, Денис Датон. Значи, едноставно речено, може да овој предводник на позитивната естетика да го навестам со еден негов приврзаник, реченица од еден негов приврзаник, Ален Карсон, што вели: сета природа
во суштина естетски е убава. Односно, под диригентското палче на природата, ниедна боја, ниедна црта, ниеден знак во телата на растенијата, во облиците животни, во нивната преплетеност, во животниот здив на природата, во незината гледана од човечки аспект и безмилосност понекогаш, не е убава. Затоа што таа е убавина на една бескрајна согласност, која се повтара многу по-долготрајно и повечно од нашите животи. Значи, ова се приближува до една екокритичка согледба на уметничкото творештво, но она што е поважно е тоа дека во тој силен биофактор се наоѓаат и некои многу важни суштински елементи во создавањето на книжевното дело. Еве тоа, сега пошто е ова разговор многу инспириран од твојата книга Африм, ја ќе се обидам да кажам, ти ги наведуваш примерите на Торо, јас ќе се обидам да кажам примери на уметници, на големи уметници, за кои зборува во својата студија и професорот Реджепи, во кој тој биофактор на создавањето делува уметнички, естетски, моќно. Веројатно, вие веднаш ви доаѓаат кои се тие. Ван Гог, што газејки низ полињата, создава преубави споеви на зелената и жолтата боја. Или Гауди, кој целата своја катедрала ја прави според биолошкиот принцип. Или хаикуто, кој целиот принцип на градба на песната е одзив, е одздив на природата. И во такво вдахновение доктор Реджепи покажува дека таа приврзаност кон сеопштото постоење, кон животот, е може би пат во која тесно структуралистичката и математичка естетика малку ќе се поколеба, ја мислам повеќе ќе се поколеба и ќе отвори една нова можност да се соочиме со книжевното, односно уметничкото дело. Еден од истоследбениците на Денис Датон, Емили Бради, вели: и трагичноста е дел од природата, и тоа има естетска функционалност. Значи, сите тие природни процеси, се ствари процеси на градење на убавото, ако тоа го сватиме како сок, како храна на уметничкото дело, тогаш многу полесно ќе можеме да доеме до обликот, не сметајќи го низ формули, низ линии, низ бројки. Од таа страна, значи, следната студија која се надоврзува на ова за еколошкото возвишено е всушност разработка на тезата на возвишеното во таа внатрешна вредност на природното создавање. Како што е моделот, сега ја да набројувам имиња, морам да кажам дека овие студии на доктор Реджепи се подкрепени со многу богата библиографија. Значи, со моделот на Кристофер Хит, после естетиката и дизајнот кој претходи на писмото, како се обликува дизајнот од човековата потреба, од потребата на животната природа да создаде убав предмет. Било тој предмет да е орудие, било тој предмет да е пештерски цртеж. Затоа и Крсте имаше една многу интересна забелешка дека анимираниот филм кој потекнува од пештерските цртежи. Така е. Тоа и фактички е точно.
Значи, во таа насока оди на тамошното истражување на доктор Реджепи и тој зборува за естетиката и дизајнот, за естетиката и науката, за комбинацијата на естетиката со невронауката, колку е таа ефикасна, колку таа покажува дека ние, еве, токму разговаравме за тоа, значи дадени се две убави лица пред естетски едуцирана публика студенти. Во исто време со медицински показатели, тие се приклучени како реакција. Тие што ја имаат поубавата представа, реагираат страшно бурно, предизвикани од убавината. Убеденоста, значи врската меѓу уметноста и, би рекло е, природата, но и биологијата тука е евидентна. И тука би кажале во целата таа сложена, но актуелна материја, дека доктор Реджепи, доктор Африм Реджепи е токму привлечен, мислам тоа очигледно се гледа, со еволутивниот сооднос на уметноста и природата во развојот на креативните уметнички способности. Но, како и во секоја добра книга, не изненадува следниот есеј, студија, извини, разговаравме за студија, есеј, студија. Додека, значи, позитивната естетика има, ако може така да се каже, биолошка, еколошка подкрепа, екокритичка, следниот посветен на протонизмот, што во последните години исто станува многу браран во научното, во фокусот на научното внимание, е изнедрен од една друга наука, протонизам. На што ве асоцира? На нуклеарната физика. Нуклеарната физика, сетите се на своите средношколски созданија, како што знаете, подедноставено, сега ја не сум професор, имавме многу добар професор по физика, ако не ми одеше, ни беше класна. Кацујани, Людмил знае. Значи, подедноставено е овака, во градбата на атомот, во структурата на атомот, постаат електрони што кружат и постои јадро, компактност на атомот, што е протонско, сочината од протони и неутрони. Бројот на протоните, кои секогаш се позитивни, го дефинира атомскиот број. И, например, ако се сеќавате по Менделевиот систем, водородот е 1, например, јагленородот е 6, кислородот е 8, до сите 180 елементи кои се наведени според својот атомски број, односно според бројот на сите тие позитивни протони. За разлика од тоа, електроните се негативни и тие кружат околу. Сега, професорот Геке Маринај, кој е еден од, всушност, основател и покренувач на ова естетско движење, иначе професор во Америка, тоа го разгледува во однос на самата критика и толкување на уметничкото, односно книжевно дело. Што вели тој? Тој вели овака: токму затоа што протонот е стамен, токму што протонот е јак и објективен, во критиката на книжевното дело треба да се земаат некои негови особености кои би помогнале таа критика да биде повистинита и понеоптелварена од идеологија, од локални обзири, и сега да не зборуваме сосем друго, затоа што и тоа си го знаеме, од лични интереси и така натаму. Значи, да постои една врста, еден вид непристрасност, вредносен во однос на книжевното и уметничкото дело. И професорот Маринај 5 начела истакнува во однос на тоа вреднување. Јас само ќе ви ги кажам како 5 и да размислите и како еден додаток за кој нормално професор Реджепи пишува. Значи, прво е вистината,
во смисол на долготрајност, значи поврзата е сега со протонот. Истражувањето во смисол на аналитичност, враќањето во смисол на враќање на позитивните критериуми и вредности што постојат и нивно почитување, а не замаглување и отфрлување, проспосемиотика, што значи професионалност, и на крај еден член што може би изгледа прашален, меѓутоа потоа кога ќе видите етика. Колку е? Имаш до 45 минути време. Па ја толку ги имам. Добро. Африм имам, ама еве сега ќе го заокружам. Добро, вториот дел сега ќе го оставам, иако е страшно интересен, затоа што тој е баш применета на овие нови, би кажал, научни парадигми, дури и методолошки, ама добро. Треба и да ја прочитаме книгата. Треба и да прочитаме книгата, точно е. Значи овак, би навел Друри дека во некои есеистички негови делови, Африм Реджепи покажува една, би рекол, есеистичка забележлив навев, што мене многу ме допира. Значи, есеистичкиот забележлив навев е: користите фусноти. Извините. Користите фусноти, користите цртички и како се вика фондови и се таму. Ама тоа не е важно во суштина. Важна е суштината, есеот, важно е срцето, односно приврзаноста кон предметот за кој зборувате. Во таа смисла, неговиот, ајде сега да скратиме, неговиот досегашен научен опус се одликуваше со внесеност и доследност во истражувањето. Но како негов читател во книгата Студии хуманологија, откривам силен авторски исчекор во ослободувањето на својата научна мисла и љубопитство и потребата да се навлезе во смислата на уметноста, но и на човековото постоење за обстанокот на нашиот хуман свет. Благодарам. Сега го поканувам и авторот на книгата, Африм Реджепи, да ви се обрати. Добро, сега, јас навистина, добар ден на сите, јас ќе бидам успоредба со другите, ќе бидам краток. Значи, навистина сум воодушевен од импресивната рецензија на професорот Александар Прокопиев. И немам што друго да додадам, освен да ви се заблагодарам за вашето зашто присуствувате на ова промоција, значена промоција, а и традиционална промоција на Институтот за македонска литература. А со вашето присуство вие докажувате дека сте наши пријатели, дека не почитувате и дека ја почитувате дејноста на Институтот за македонска литература. Ви благодарам.